голема мера се олеснува не само работата на колегите кои ги работат биолошките хемиските параметри, туку се оди со многу поголем квалитет и ќе бидат опфатени многу повеќе параметри. Во моментов ова е најсовремена лабораториска опрема во државата за одредување на хемиски и биолошки параметри. Со таа опрема, ние како институција сме во можност да го одредиме фактички квалитетот на водите, односно хемискиот и еколошкиот статус на површинските и подземните води. Сега сме во можност, согласно рамковната директива на води, да ги покриеме скоро сите параметри што се барат по директивата. Паралелно со инсталирање на новата опрема се вршеше и тестирање на опремата и се организира и обуки кон нашите вработени за да може да се користи таа опрема. Најзначајна ни е обуката за земање примероци на површински и подземни води согласно ревидираните ISO стандарди од серијата 5667. Ние сега сме во можност да одредуваме квалитет по барањата на ЕУ директивите. Возниот парк на УХМР до добивање на новите две возила беше многу застарен. Најновото возило ни беше 2015 и имавме проблем со организирањето на земање на проби и теренските работи извршување. Сега со новите две возила, Opel Combi и Isuzu Pickup, во многу ќе се олесни и теренската работа, бидејќи колегите ќе можат да пристапат до тие далечни точки каде што се земаат пробите. За да се изработи планот, мора да се направи мониторинг. Управата за хидрометеоролошки работи, секторот за квалитет на води и секторот за хидрологија ќе направат и мониторинг, односно надзорен мониторинг 2 годишен, и ние со добиената опрема и обуките сега сме во можност да го покриеме целиот мониторинг. Ќе се види каква е состојбата во државата, каков е квалитетот на реките, дали е лош. Ако е лош, треба да се види кои се тие загадувачи и согласно тоа да се преземат мерки и да се подобри квалитетот на водите. Програма за управување, користење и заштита на води. Затоа што е важно.